Значи, пример, ќе излезе некоја вест во јавност, Ирала земале милиони, влагаме во канцеларија. Кој го зема милионот, нека каже кај ќе идеме на одмор. Се случувало да не нудат 5000 евра за да објавиме само еден текст. И ние ќе ги одбиеме, ама пример ќе им побараме ако видиме текстот. И после ќе видиме наеднаш други колеги како го објавуваат истиот текст. Тоа се онака баш како на филм работеше на едно истражување и доцна навечер и звони непознат број додека она во канцеларија и пуштаат бомба на телефон. И јас и Сашка имавме месец дена обезбедување кое што не следеше буквално на секаде. После Кочани на пример нели имаше протести кои што се организираа во Скопје, што беше граѓанска иницијатива и тука се појавија наеднаш инфлуенсери кои што знаеа све за општествено политичките работи во државава и обвинуваа дека ова граѓанско здружение, таа партија организирано тоа, нека излезат родителите, нив ќе ги поддржиме. Па еве ги родителите секоја сабота протестираат у Кочани, ајде да ве видам што не одите да ги поддржите ако ви било за тоа. Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Next Gen Podcast. Како? Next Gen. Next Gen Podcast. Next Gen. Next Gen. 53 од Next Gen Podcast. Моето име е Георги Докузов. Денес заедно со мене оваа 53-та епизода Деница Чадиковска од Ирала. Деница, здраво. Здраво, фала ти многу што ме покани. Колку се сменивме се од кога се Сега пушти? многу, гледаш, различен ми е, со различен тон зборувам. Почнеме се као да не седевме на кафе 3 сати и претходно сега пола сат. И си има таа магија, камерата си ја прави нешто да те прави различно. Ај ќе пробам да заборавам дека има камера и дека исто како да сме на кафе пак. Да, и јас. Може. Има кој ќе биде поуспешен на крај. Прво, како си? Добро, во гужва, хаос. Во сред работно време. Во сред работно време, додека спремаме големо истражување, едва и дојдов, ама сам мило ми беше што ме викна па сакав да. Така, ние уште претходно првично Сашка беше кај мене на подкаст пред 15 епизоди, скоро 20. И ти не спои, така што фала и за тоа. Ти беше тој мрџот што го направи меѓу мене и Сашка, имавме супер епизода што е гледана. Те прашав како си, ми рече одлично, значи може да преминеме испрема тоа што ги занима луѓето. Одлично реков. Не знам дали реков одлично. Може у хаос рече. Како си у хаос? Опа, стигна нотификација. И сега тие што те знаат, веројатно ќе те препознаат низ некој од подкастите од на вашата продукција. Тие што не те знаат, како би им се представила на нив? Како би им се представила? Како психолог кој одлучи да биде новинар по некоја случајност. После завршувањето, уште немам завршено психологија, ама некако дали дека во државава толку многу неправди се случуваат и не знам, на моменти се чувствуваш како да треба нешто да направиш, да дадеш некој дел од себе. И во тој период Сашка Цветковска од Ирала, само што се формираше Ирала, бараше млади кои ќе ги обучува од нула, бидејќи на студии по новинарство, како што знаеш, ако знаеш, има 6 студенти, 10 студенти. На кој факултет на новинарство? Направен. Да, еднаш и ние државме таму предавање и имаше 6 студенти и јас пред да почнам, за да знам на каде да го терам предавањето, ги прашав колку од вас сакаат да бидат новинари и кренаа двајца рака. Од тие 6? Од тие 6, да. Така што нема, дефинитивно тешко се наоѓа кадар. Мислам дека Сашко имаше една одлична идеја да собере луѓе од многу различни професии, па така се собравме од, јас бев од психологија, колега имаше од земјоделие, колешка од односи со јавност, од фармација, филмаџиите секако повеќето кои што се од ФДУ, режисери, монтажери и така натаму. И почна сите да ги обучува од нула и така некако не знам, ние бевме млади, ни се работеше многу, немаше организацијата пари, нас тоа не беше проблем, затоа што имавме по 20-21 година. Сите работевме по втора работа, трета работа, со години и години и некако ова беше повеќе како еден passion project, кај што буквално пасија го правевме. Така што тоа мислам дека ако некој сака да биде новинар, треба од старт да знае дека ова не е местото кај што се збогатуваш и заработуваш многу пари
А тоа сега ќе го негираат некој, нели рекетирате, нели сте пуни пари. Абе Лела, ние цело време се зезаме со тоа. Значи, пример ќе излезе некоја вест во јавност, Ирола земале милиони, влагаме во канцеларија. Кој го зема милионот, нека каже кај ќе идеме на одмор Кој ги крие лето. парите? Да, кажете кој го земал милионот. Дефинитивно има новинари во професијава кои што се навистина работат на тој начин и тоа многу ме повредува, затоа што стварно не треба да влезеш со таа цел во оваа професија. Мислам, ако ти е идејата да се збогатиш, не го работи ова. Ако ти е идејата да бидеш славен, исто така не го работи ова. Има и други начини како можеш да стигнеш до слава и популарност. Во новинарство се влага само ако навистина сакаш да предизвикаш општествени промени, ако си стварно загрижен за што се случува во државава и сакаш на тоа да работиш од ниедна друга причина. И мислам дека баш тие ликови што влегуваат од овие причини ни отежнуваат и на нас работата, заради тоа што сега сме обвинувани дека сме рекетари, дека земаме пари од овој оној, пишуваме за овој или оној, бидејќи навистина постојат такви луѓе. Мислам дека сите што се некако мејнстрим истагнати медиумски куки, сите меѓу себе после си откриваат кој од каде пари земал и некако тоа веќе не е никако тајна, нели овој од ваму, овој му носел пари, мислам тоа сите го гледат и многу жално искрено за вашата професија што многу блиску се врзува со таа некоја тема на подкуп, на корупција, дури на некое многу ниско ниво, некој порталче дури што не е ни мејнстрим медиум, па пак и за него, па овој за овие, овој за оние. Штета за професијата многу. Извини што прекинав. Само сакаш да продолжам за ова да раскажувам. Знаеш зашто е тоа така? Заради тоа што толку многу луѓе тоа го прават во професијата, ние пример како откривме. Пример ќе дојде некој и ќе ни понуди, се случувало да ни нудат 5000 евра за да објавиме само еден текст. И ние ќе ги одбиеме, ама пример ќе им побареме ако видиме текстот. И после ќе видиме наеднаш други колеги како го објавуваат истиот текст. Или исто така како го прават, ова е онака баш. Стапици им правите. Ова е, па јас дури не знам некако се осудуваат, мислам, има уште така будали што ќе се осудат, иако знаат на пример дека ќе бидат одбиени, па и навредени се зашто се одбиени. Ова е по, да речам, силеџискиот начин. По културниот начин, како го прават, ќе ти понудат да се рекламираат кај тебе. И, например, ни се случи конкретно, ќе споделам, работевме на истражување, протекоа документи од една швајцарска банка Credit Suisse, и во тие документи се појави името на Благој Механџиски, сопственикот на Зегин. И додека трае истражувањето, значи уште ништо не сме објавиле, и звонат на колешката Маја Јовановска од маркетинг службата на Зегин и нудат да се рекламираат во нашиот медиум, што е многу чудно, заради тоа што ние не работиме со реклами. Бидејќи рекламите знаеме како може да ти влијаат, тоа ќе биде обид за влијание на уредувачката политика и сега немаме на сајтот, ќе ни го отвориш, нигде не ти излегува реклама, кај им текнало на луѓето баш на нас, баш во овој момент. Случајно сигурно. Многу беше симптоматично, мислам, апсолутно знаевме ние што е причината и ја правиме маркетинг стратегијата за следна година, би сакале да се рекламираме во вашиот медиум. Колку ви понудија? Не ни понудија, немаше конкретна цена, мислам тоа понатаму треба да се договара. Маја само им рече ние не работиме со реклами, буквално тука заврши разговорот, но ета така го прават и затоа пример да речеме кога би прифатиле и пример ќе ти плаќаат 1000-2000 евра месечно, многу е тешко во новинарството, мислам во сите овие професии знаеш ти колку е тешко. И тебе ако ти зависи екзистенцијата од неколку такви спонзори да речеме и 10 луѓе платите им зависат од тоа, медиумите со текот на времето сами се автоцензурираат. Не мора дури ни некој да ти каже не пишувај за мене, ти сам знаеш дека не треба да пишуваш ништо за тој човек. А друг, уште еден пример ќе дам и ќе завршам со ова. Друг пример, на пример, многу често не напаѓаат други медиуми, колеги, не напаѓаат пред објава на некои истражување и ќе споделат соопштенија. Имаше еден случај, на пример, Брако, односно Којчо Ангјушев, пратил соопштение до медиумите каде што се рекламира и еден од колегите кој што ни е поблизок ни го прати мејлот да го видиме и во мејлот пишуваше во интерес на нашата комерцијална соработка ве замолуваме да го објавите ова соопштение. Тоа е по културниот начин, значи на обид да ти влијам на уредувачкава политика. Значи ти кажувам, ние соработуваме, сега читај меѓу редови, објави го ова ако сакаш да продолжиме да соработуваме. И што е лошото тука, значи окей е ти да објавуваш PR текстови и соопштенија, ама мора да назначиш дека станува збор за PR објава и дека ти си платен за ова или дека некој ти го пратил. А они што прават, на пример, он ако пише или не он, било кој ако пише наслов во соопштението
Ирала Рекетари. го наклеветија тој и тој, они насловот ќе си го стават како нивен наслов и тука настанува конфузијата. Читачот, гледачот не знае дали е ова што е ова, пиар соопштение, некој го платил, не го платил, сами сте го истражиле, вие сте го напишале, ваше мислење е ова. И така функционираат отприлика. Многу е оваа индустрија. Многу зезната. Сега ме подсети, почна ми дојде смешно, бидејќи ми текна Сашка која седна и нели со тебе спорили приватно Сашка каква енергија има, нели он малце повисока фреквенција функционира и кога почна да ми споменува имиња и кога спомна Сашо Мјалко Форце Камче и после беше тоа смеење со другарите ми како се спомна се подкастот конечно. И мада тоа е факт, веќе секој се знае во суштина што како се одвиваат работите, така што нема што ни многу луди да се правиме. И едноставно таа е некоја сцена направена од претходно, така функционираат тие работи, медиумите се склони за жал на корупција и им служат на тие што имаат пари за креирање некоја слика или некој припрема некој терен што нив после им прави некој бенефит кај што они може да работат. И дис what it is, ние сме тука нели сам младите, нешто да смениме, нешто треба да направиме. Па се надевам, бидејќи инаку е стварно многу тажно, мислам, новинарите се буквално чувари на демократијата. Ако ти имаш новинари кои што ги напаѓаат редовно екоактивистите кои протестираат против рудниците или секое можно граѓанско здружение кое пробува да се бори за промени и ти имаш новинари кои ги напаѓаат нив, кои треба да ги брани овие луѓе. Мислам, ние сме заедно у ова и сега наеднаш овие бизнисмениве, олигарсиве, политичкиве партии, кај се најбогати, кај се најмокни, уште па и цела спрега новинари работат за нив, мислам, кој работи за граѓаниве, баш никој не работи. Многу тажно. Сега ме интересира како гледаш ти некој, какво сценарио имаш у главата? Еве ние сме скоро генерација, значи тука у 20 сме уште. Има 6 новинари запишани. Факт е дека е непрофитабилна професијата, факт е дека треба, значи ова ја што го правам, се уште не е на ниво кај што е многу профитабилно, но со склоп на околности што правам јас 1000 работи, па може да екзистира и на страна нели се занимавам со други работи и пак е претешко. Од друга страна некој да тргне само од таа побуда, јас сам да бидам не знам истражувачки новинар, сакам не знам 8 месеци да истражувам за нешто. У тие 8 месеци нели живот и се, како гледаш ти некој вид на сценарио идеално за да се направи добра клима за некој да има мотивација да се бави со тоа. Океј се нели тие морални побуди и се, поготово кога си млад, ние сме бунтовни, сакаш да смениш нешто, нели имаш чувство дека ќе го смениме светот сега, ние бунтовник без причина. Ќе го смениме светот сега, имаме чувство, ама те стигнува и таа другата страна од животот кај што имаш ти некои трошоци и општо и гледаш луѓето околу тебе како гледаат на тебе. Јас знам по ова, јас што го правам, што е пак многу по неделикатно од тоа да се бавам со имиња како овие преска што ги набројав или ништо, па пак го гледам тој поглед у очите, ама као ти до сега требаше, знаеш, од ова да имаш нели поише, да можеш да идеш на страна да интервјуираш, да имаш подобри камери, да имаш у друго студио да си и нели ти прави тоа малце да не се чувствуваш добро како, знаеш. И таква е сцената, таков е моментот. Дели до мене и до слично. Кој е некој сценарио ти што го гледаш или некоја желба твоја како таа професија да опстои? Многу ми се свига иначе тоа што го кажа за Сашка и тоа е одлика иначе на најдобрите лидери, баш со Иван тоа го зборев Ивановски, да го поздравам оваа прилика и да ве поканам на настанот на 7 октомври да дојдете сите, ова е 10 дена пред настанот го гледате подкастов, дека врвни лидери најчесто тоа го зборевме приватно јас и ти, дека сакаат да земат луѓе од професии кои не се сродни. Различни, нели, бидејќи општо зборевме, ја не сум поборник на тоа, знаеш, некој кој сака да се стаи у кутија. Јас сум сега новинар, малци чудно и времето и доста лидери бараат луѓе, како што спомна ти колега од земјоделскиот, каде ми спомна, што се од старт out of the box, од старт го гледаат тоа како што ќе го гледа гледачот уствари. Абе тоа мислам дека во голем дел е на влогот на постарите колеги, бидејќи искрено овие студии по новинарство и не се ни многу квалитетни, затоа луѓето не сакаат таму да се запишуваат во принцип. Постоеше едно време школата за новинарство на МИМ, од таму излегува многу добри новинари и сега веќе не тоа не постои и знаеш се е оставено на влогот на луѓе како Сашка, која што прво она потроши време, енергија, нерви, ресурси за ти да обучиш толку многу луѓе од нула кои што дошле и стварно не знаеле многу. Ама за тоа треба да си онака и несебечен и пожртвуван и посветен. Во другиве редакции искрено не знам колку тоа се прави. Јас можам да зборам за нашата, дека кај нас што беше различно од другите и зошто јас, пример, ако не работам во Ирла, не знам дали би работела воопшто во друга редакција. Мислам дека би излегла целосно од професијава,
Затоа што кај нас гласот на младите беше не слушнат и спочитуван, туку секоја идеја дадена од нас беше потоа остварена во рамки на продуктите на ИРЛ. Тоа многу ретко се случува. Мислам дека во повеќето редакции и тоа што раскажуваат нашиве повозрасни колеги во ИРЛ, во редакциите они кои што работеле многу често биле како младиве ништо не знаат, остаи ги, ние знаеме како се прават работите, а не е така, бидејќи времето толку брзо се менува, гледаш еве што све се случува. Да. И сега ние како ќе стигнавме пример до тие продукти или тој рич на Инстаграм да речеме или TikTok, Facebook, да, без како ќе стигнавме до социјалните мрежи без млади кои што цел ден висат на телефон и знаат како се ракува со социјална мрежа. Така што мислам дека и тоа е веројатно проблемот. Не им се придава доволно голема важност на младите колку тие знаат и умеат и можат и се тоа и тоа е тажно, но тоа е така во сите професии, мислам дека не знам дали е само во новинарството, а новинарството е поисклучително загрозено и заради тоа што е многу тешка професија, заради тоа што си загрозен си од секаков можен начин, значи и психички ти влија, и физичка безбедност, и стварно ти исцрпува, мислам, некако работиш на тешка тема кај што има човечки жртви, кошмари имаш со денови, месеци. Друго за финансии, да не правиме муабет дека сите ние требаше да работиме 2-3 работи само за да преживееш цел овој период. Мислам, јас сум 7 години во ИРЛ. Така што може па и не знам, на крај ќе останат тие што имаат вистинска пасија и тие што сакаат преку рекет да заработат и секој отиде катастрофа. И тие ќе останат. Па уствари тоа испаѓа на некој начин како некоја природна филтрација да ќе се деси, може тоа нема да биде. Може и на лошо ќе отиде. Мислам дека прво стварно не ова е како и се друго, исто како и музиката, државата не инвестира доволно. Мислам, фала Богу на ниедна партија која што е на власт веројатно не иде во прилог да има обучени добри новинари, истражувачки новинари кои што ги откриваат нивните криминали и корупцијата, ама па истото се пресликува во музиката. Колку државата ги поддржува младите македонски музичари, речиси воопшто. Така што ние на тоа поле замравме, речиси целосно. Ако ти текнува како беше во минатото и колку сега пак почна да се појавуваат, ама сите се на своја рака. Се е на своја рака, сите прават спотови од свој джеб, сите опрема, па кој ќе им се најде да им помогне, бидејќи ги поддржува и слично. Многу е тешко без сериозна онака системска поддршка било што да направиш во државава и истото важи и за новинарството. Да, тоа дел е веројатно и ради промена на времето, општо у кое живееме ние. Порано сигурно било моментот кога ќе настапиш ти на сцена веќе како новинар, како музичар, нели, кога некој ќе ти ја даде таа значка, било полесно за натаму, ама од друга страна па било многу потешко да стигнеш ти до таа некоја титула, многу потешко. У суштина не знам, јас сум и поборник на тоа дека порано ми изгледа како да било многу поселективно, многу по други да требало да влијат на тоа ти што го правиш. Сега на нас не може претешко и јас ова што го правам, ти што го правиш. Многу ни е тешко да го најдеш патот, сите да го склопиш целиот мозаик и да живееш од тоа, да екзистираш, да бидеш исполнет, и де факто има потреба човек и да биде исполнет од тоа што го прави. Нели сите од таа некоја причина првично почнуваме да правиме, така што веројатно сите сме уште тука негде го бараме наш рецептот како сега сам да направиш од ништо нешто. Имаме и можности, така што не знам дали сме за жалење, дали сме за фалење поише. Па има многу контент креатори, мислам тоа е супер, зависи и они какви. Мислам дека тоа е главниот проблем, дека не сите имаме ист морален компас и исти морални вредности. Јас и ти може да имаме слични, тоа ќе се отслика и на содржината што ја произведуваме, без разлика дали ти правиш подкасти или настани. Јас се бавам со истражувачко новинарство или емисија каде што ќе се зборува за криминал, корупција, политика. Едноставно тоа што си го носиме ние во нас ќе се преслика и на тоа што го правиме. Сега кои со какви морални вредности доаѓа, тоа мислам дека е вистинското прашање. А мислиш дека треба да има некој врховен филтер низ кој ќе проаѓа цела содржина, бидејќи сега секој може, јас и ти сега снимаме во дел третина од канцеларијата моја со опрема што ја пуштивме сами, ова сега ќе излезе во етер, ќе биде гледано, може да го рекламираме, да го маркетираме, може да допре до луѓе. Треба ли некој филтер да има или некој да биде поставен на врв на тоа? Беше и министерот. Државата? Тоа е исто. Знаеш, некој
треба ли некој да дава легитимитет сега на ова ние што го зборим? Или не, види, треба да бидат сега нели се подготвува и закон не за зборам од смисла инфлуенсери. на филтрација на цензурирање превод, Ама него тоа на многу лесно легитимитет. може да... Например, новинарите, со години тоа се зборува, ова е прилично опасна тема, дали новинарите и на каков начин треба да бидат легитимирани покрај тоа што се членови на Сдруженијето на новинари, дали постои некој начин на кој што државата треба да ги регулира? Апсолутно не, и тоа не смее да се случи, бидејќи тоа дури да е поставено со најдобрите намери, толку лесно може да прерасне во еден монструм на контрола и цензура. Мислам, ние не можеме... После пак ќе се бара како Па се ние- вади лиценцата. Еве, замисли, мислам, ќе дојде повторно Не е ни смешно. режим и што ќе биде, ако државата ги регулира новинарите, тогаш апсолутно ние ќе бидеме прогласени за неновинари, исто како што и бевме прогласени од судиката која што не за клевета. Така што тоа не смее да се случи никако. Дали треба да постои некој филтер од аспект на говор на омраза, и што ќе се зборува, тоа дефинитивно. Еве сега и законот за инфлуенсери нели се подготвува за што е платена содржина и слично. Ама да се даде па целосна контрола на државата, тоа мислам дека многу опасна територија и дека многу брзо ќе почне државата тие што не ја одговараат и што зборуваат против неа да ги За жал испаѓа изречува. така дека што и да и се даде во раце на државата, некако наоѓа начин да го уништи. Значи, мене ми е чудно, многу ми е еве пред тебе гостин беше Владимир Ѓукановиќ, бев во Белград да снимам таа епизода, за тие што не ја погледнавте може да видите. Он е многу против политичари, против се, и јако размислам реално, и јас тоа истото го размислам за жал. Верувам дека има квалитетни луѓе. Јас имам тука беше и министерот Стефан, од него искрено добар впечаток ми остави, имаше некои позитивни гледања на тоа како треба таа дигитализација да се одвива кај нас, но да не се лажем, нели, тоа дигитализација е многу мал сектор, мало министерство за разлика од се големо. Мене ми е чудно кога ќе размислам како сега може поштата наша да е у минус. А FedEx, DHL, значи имаш билионски компании, 10 најмалци у светот што нашле систем праќање на пратки, значи одличен бизнес модел да го прават профитабилен. Како ние сега нашава пошта е непрофитабилна? Или градски превоз, секој има потреба од градски превоз што нема свое возило. Наједноставна работа, имаш карта, секој ден е бизнис што има обрт на пари. Како може сега да немаат пари за бензин, за нели кога се требало качуваш, да е едноставно. автобусите се пуни како што гледам. Така, значи секој има и тело кое ги фаќа тие што немаат карта, нели имаш и да платиш и за тоа. Значи ти немаш како да не платиш нешто да се возиш во автобус. И како сега нема пари за... Ај за нови автобуси да нема пари, за бензин како нема пари? Тие као механизми да речеме еве постојат, ама се е тоа џабе кога ние имаме децениски лошо раководење со институциите, осиромашување на државниот буџет, значи буквално секој што ќе дојде на функција, на позиција, на власт, не секој со честно исклучоци, како не познавам многу такви, секој гледа како да зграби повеќе за себе, за луѓето што се блиски околу него, и така буквално се осиромашува она што е наше заедничко, без разлика дали станува збор за јавен превоз или станува збор, еве се вчера гледав едно видео за шумата во Љубојно која што се сечат тие заеднички добра, значи шумите, водите, реките, например хидроцентралите, што е со хидроцентрали, мислам. Мене не ми се верува уште има луѓе во држава кои мислат дека хидроцентралите се обновлив извор на енергија. Апсолутно не се. Значи од хидроцентралите бенефит има само еден човек, тој што е изградил хидроцентралата. Никој друг. Ниту добиваме некое сериозно производство на струја, се уништува целосно биодиверзитетот на местото каде што е изградена, реките остануваат без вода заради тоа што се лошо изградени, жителите во околните села остануваат без вода, не може да се ги наводнуваат нивите, не може да се произведува храна. Единствениот човек кој што заработува од ова е оној кој изградил хидроцентралата, заради тоа што ја продава струјата по повластена тарифа. Значи само тоа, и тоа се случува, секој гледа како да зграби Да, и чудно има исто на и во луѓето. институциите, мислам. И знаеш, јас сум приметила дека на пример луѓето со кои што ние не ги делиме истите морални вредности, луѓето кои што да речеме се поблиски со
или им се угледуваат на богатите, на тие што се као кај нас, знаеш, популарната елита, дека истите тие луѓе, на олигарсите, истите тие луѓе всушност и не се свесни дека нивко им пречи нешто као леле воздухов што го дишам или не знам кај што се изгради зградава немам вода сега не ми тече или ѓубрево на улициве видете го или улицава само што ја изградија се распадна, не разбираат дека истите тие луѓе се причината зашто ова се случува, не се ова некои апстрактни работи се случиле сами по себе, туку буквално тие што раководат со институциите, наместо да гледаат како да имаме сите придобивка од се ова што се прави, они со парите кои што ние ги плаќаме за даноци кои што се влеваат во буџетот на државава, само гледаат како повеќе да зграбат за себе и за луѓето околу нив. Да, не ми се верува дори баш тоа што го представи видеото од Иван сега доби некое признание во општината и како им обрна внимание, сакаше да им скрене малце на тие сега што се борат за општинската власт, како и доди тоа и таму советници, да бидат малце да се пробат да бидат по некако таа својата морална страна да ја пронедат или да размислат за тоа околу нив што се случува. За наградата за сапорт што добе? Да. Така. Бидејќи е лудо за сапорт кочени. Бидејќи е лудо кога ќе сватиш за колку испаѓа дека знаеш не се замарата. Од друга страна ти тоа што го збореше баш претходниот подкаст тоа го збор, нели дека луѓето си мислат ние користиме од тоа. Баш Владимир спомна за татко му и у Србија беше нели се продае нафтена индустрија Србија, низ Србија се продаде на русите, што ви рекле. И народот кој незадоволен. И он тоа му вика, јас баш на татко му кажав, ти во низ точиш гориво 60 години имаш возачка. Тебе некогаш гратис ти стаиле ли бензин? Па као ја да зборам, ова е наше сега. Шо имаш ти од тоа? Исто како од овие работи, што немаме ништо, а од позадина некој очигледно нешто има. И профитира, сега да не се правиме будали, пошто има некоја акција. Не немаше да се правиме будали, ние 7 години баш ова го работиме. Ама толку корупција има, за нас мислам дај Боже да снемаме работа, ама за нас секогаш ќе има работа. Да, за вас секогаш. Значи тоа за жал, ама и многу ми е жал, знаеш, што луѓето мислат дека има некои теми што ние не сакаме да ги допреме или истражиме. Не знам како да им обясниме, ние не можеме да постигнеме колку многу корупција има насекаде, значи каде и да чепнеш има злоупотреби, корупција, понекогаш и само небрежност и неисполнување на своите должности и обврски, ама и тоа е катастрофа. Ти ако работиш во приватна фирма и не дојдеш 3 дена на работа и не си ја завршиш работата, ќе те отпуштат, што не се случува на пример во јавната администрација. За сапорт кочани, они се едно исклучително прекрасно здружение и стварно ја пополнија дупката на сето што не можеше да го направи државата во тој момент и да им помогне на засегнатите од пожарот во Пулс во Кочани. И најстрашното што се случи еве и кај нив, премиерот Мицковски ги обвини дека се претвараат во политичко движење. Мислам, не го испратив тоа стварно? Да, мислам дека беше на УМС некој собир јубилеен и буквално вика еве гледаме како едно движење во Кочани прераснува политичко движење, тоа се однесуваше на сапорт Кочани. Мислам, ја ги запознав тие некои работи барем не треба да постојат. Барем тоа. Ја не знам што имаат проблем луѓето со нив, они стварно направија толку добра работа, завршија во Кочани и се мобилизира експресно и они се луѓето кои што ги обезбедуваат, мислам, од лепенки до компресивна облека, до креми за мачкање, буквално се прават луѓево. Мислам, наместо да им се каже едно браво, добре бе награда добија, ама како и да, мислам, како може да ги напаѓаат, стварно ми е смешно. Лудо е кога ќе се помисли. Од друга страна, размислам пред некој зборам со пријател, гледам сега што се случува околу царини, околу овие кинезиве тему едно друго и добив нели сега до 60 евра или до 80, ако не се лажам, бесплатна царина и размислам сега кој го брейнстормам на политичка тема, викам кој го дозволува се ова ќе качеле царината наводно на 200-300 евра да има бесплатно, значи тие пакети, таа седмокласна роба од Кина доаѓа кај нас, државата буквално нема ништо од тоа. Освен куrirската служба тие 120 денари, а и куrirската служба не е толку оптимизирана за да може да испорача и да постигне и со се друго, бидејќи сигурно не е најбитна пратката од тему држава што се праќа. И си размислам, нема ли ова се, зашо ова се случува? Нема ли некој, знаеш, да направи некоја регулатива, да не зборам, тоа ги убива сите наши бизниси. Како сега може јас да се рамнам со тему ако продавам нешто? Како може
они имаат не знам колку милиарди имаат само за Европа инвестиција од кинеската влада. Од друга страна они тоа сигурно го прават со некоја задна намера, да не се лажеме, нели сакаат да ги соберат сите информации за нас и после тука да ни нудат идеален кредит за тебе и слично, нели со сите тие информации. Тоа е многу едноставно, луѓето кога не ги знаат некои обични работи. Не ти личи дека ние немаме план и стратегија буквално за ништо. И сега си викам од друга страна, викам, нели може некој, знаеш сега да им кажам, а чекајте луѓе, вие убивате наши 10 до 15 комерци профитабилни, убивате уште 100 идеја да почнат да носат нешто од Кина, пак тоа јас го правам и да заработам 1000 евра, нели ќе те почастам кафе тебе и другарите, нешто пак тука нешто ќе направам со тие пари што сум ги заработил. Они буквално ништо немаат, пратка да стига, тоа е како онако да лебди у воздух се. Ништо не профитира државата и после ми текна, викам, па сигурно има нешто со тоа, нели кинезите автопат ќе направат нешто, има некои такви работи и сигурно не сме ние можност на Кина да ја кажеме не може. Викам, валјда е нешто такво. Може би не би спекулирала за ова затоа што ги немам точните податоци и бидејќи ние така работиме се е факт чекирано неколку пати пред да се каже. Ама генерално ако збориме, јас стварно мислам дека ние тотално немаме соодветен кадар по институција, мислам дека нема луѓе на кои што или станува збор за корупција, трговија со влијание и договор, каде што има нати го дај ми го, вака сме се договориле за да профитираме ние на сметка на здравието, животот, финансиската состојба на цел народ. А другата работа што мислам дека стварно немаме соодветен кадар, мислам дека голем дел од луѓето кои што се поставуваат на раководни позиции се ставени таму заради тоа што се дел од партијата и нешто им се должи, а не заради тоа што се најкадарниот човек за конкретната позиција, што е многу ултра страшно, заради тоа што мислам што правиме ние на крајот денот ако немаме експерти кои што ги водат институциите. И тоа знаеш како функционира пред избори, си собираат гласови, после кога ќе дојде време, може и најдобриот човек ние да го избереме да ја води држава, ама ако тој им должи услуги на пола држава, на луѓе кои што се апсолутно некадарни, ама им ветил на сите позиции, на крај тоа се луѓето кои што ќе ја водат државата, не тој еден човек. Така што не знам, тоа е многу загрижувачко, мислам, кои се луѓето што раководат со нас. Исто така пратениците, тие се сите пратеници, мислам, тие работат буквално само во корист на својата партија. Пратениците, значи, не знам ни они самите дали знаат дека они се избраници на народот. Значи, они одговараат пред нас, пред граѓаните, не одговараат пред својата партија. А ние во реалноста го гледаме точно спротивното. Пример, за Кочани, ние имавме повик за акција, баравме да има надзорна расправа за да се расветлат причините зошто се случи модуларната, зошто се случи пожарот во модуларната во Тетово, зошто се случи автобуските несреќи Ласкарци и Бугарија и зошто се случи пожарот во Кочани. И 5000 граѓани, значи 5000 граѓани кои што гласале на избори заради нив пратениците се таму, им пратија мејлови на 20 пратеници од изборна единица 3, да не навлагам во детали, за да не го завлечам све ова. Неважно, поентата е дека од сите пратеници до кои што беше пратено, никој не одговори на повикот на граѓаните, само требаше да се потпишат на една иницијатива за да се одржи надзорна расправа во собранието. Таа надзорна расправа е јавна, сите ќе ја следевме на тие теми. Значи, буквално ќе имаше сослушување, може ќе траеше 3-4 месеци, може ќе траеше година, ама ќе го следевме сите тоа јавно, ќе се повикаа сите сведоци, оштетени, ќе се сослушуваа луѓе, ќе се донесеа после тоа мерки. И никој од пратениците, освен Левица, не се подпиша. Ние, ако сакаш да знаеш зошто, најпросто ќе ти кажам, бидејќи професорот Ненад Маркови ова го кажа кај нас во подкаст, заради тоа што секој од сите овие партии од кои што ние бараме да се подпишат, имаат што да изгубат. Едни ќе изгубат ако се истражува случајот за модуларната, едни ќе изгубат од автобуските несреќи, други ќе изгубат од пожарот у Кочани. И они буквално вика као деца што играат криенка, ај сега подобро сите да се кјутиме и никој да не го бара ова, бидејќи секој ќе изгуби од ова, никој нема да добие. Сите по нешто ќе изгубиме и на крај на сите ни одговара ништо да не изгубиме и буквално личеше дека се договорени. И ние после некое време откако не одговорија на повикот, почнавме ги бараме сите на телефон, сите пратеници, тоа што беше пратен мејл. Се јавивме на првиот го затекнавме, малку беше неспремен. Ни одговори дека службениот мејл го нема отворено 20 години. 20 години службен мејл нема отворено. Не ни знаеше дека има ваков повик. А другите
После вториот, третиот, наеднаш сите како од пушка не ги дава одговорите, што искрено исто така изгледаше многу симптоматично, односно како овој одговор да бил договорен во партијата и после они само го пренесуваат ставот на партијата. Значи тие луѓе таму кога одат да гласаат, тие немаат таму некој свое мислење или став или да излезе на говорница да дебатира, ма тоа потпишува што му кажале во партија денеска кога треба да потпише. Значи тој не одговара апсолутно пред граѓаните, нема ни сенс, нема дека чувство, нема дека им должи на граѓаниве. Исто и со советите општински. Јас еднаш беше на општина Центар, да. Ова беше многу одамна на почетокот на мојата кариера. Као нешто мала бев буквално и прв пат имав такво искуство. Стигам на Советов и што да видам? Значи, тука се јадат смоки, си подаваат си подаваат крем бананчиња, искачаат на цигара додека трае, значи ова на работа се луѓе во ова трае. И ја, значи вака седам ги гледам, мене не ми е јасно што се случува во просторијава, дека луѓето се толку незаинтересирани, а тука треба нешто, значи треба нешто да се конструктивно. треба да се изгласаат многу битни работи од кои што ќе не зависи на сите квалитетот на живот. Ама они се незаинтересирани за дебатата, бидејќи нив дебатата ништо нема да им смени, они дента пред да дојдат знаеле за кои точки ќе се гласа и нив им е точно кажано на која точка треба да гласаат за, на која против. И он не ни следи, он само чека да дојде точката на гласање и дали ми рекле вака да направам или ми рекле да не направам. И тоа е тоа, мислам. Страшно. Мислам, Многу кога ги гледаме страшно. вака работи е стварно страшно. Од друга страна, знаеш што е тоа мене што ме како да кажам, што ми дава некоја надеж дека ќе биде подобро, што нашите генерации гледам дека како тешко ни се продава тој филм. Сваќам дека имаме, искрено мислам дека не е кул сега некој да каже ја ќе се пикнам негде, сега некој да дојде мене да ми каже искрено. За ова што мислам сам водам бизнис од 22 години, пробувам нели да направам нешто, ти да не зборам и твојата екипа, еве ние сме скоро близко години, ти од 20 години исто, што се вика главата у торба ја ставаш за некоја повисока цел и сега некој да дојде да ми каже ќе гледам да си го пикнам газот негде, ово значи ќе морам од внатре да му кажам да ова не е кул што ми го збориш. Бидејќи јас пробувам на многу потежок начин нешто да направам. И сега не е кул ти ова да ми го правиш. И тоа гледам дека натака како поотворени да сме во размислувањата и покритички настроени, знаеш да си кажеме еден на друг, бидејќи тие луѓе сите што ги збориме и сега што ги спомнавме, се луѓе што ги гледаме секој ден. Некој од овој влез, некој од другиот влез, нели има еден многу познат од пројав влез тука, после ќе ти кажам. И значи гледам дека како помалку толеранција да имаме за тие работи. Како генерација, немам дали ќе се сложиш со нас. Па јас многу сакам да се Или служам, мислиш ама дека се не е плашам тоа? дека Аха. живееме во меур, искрено. Да? Мислам, јас, ти и луѓето околу нас се плашам дека живееме во еден меур и дека не гледаме подалеку од тој меур. Еве конкретно за оваа случка што ја раскажав за во Советот, таму имаше мои врсници кои се во партија од 16 години и тие ми се мене генерација, исто колку што мисли луѓето како тебе или во Иролам, не сме ние баш генерација, ама тука негде сме да тука речеме. Не знам што кажам, од друга страна си викам, знаеш, не може се, ја мојот став би кажал, значи, знаеш, немој да ми што ќе се бавиш со политика, знаеш, зашо би се бавил некој ако ми е близок, а од друга страна сваќам, па мора да има политичари. Не треба да се бавиш, ние го Тоа- стигматизиравме да, да, бавењето да. со политика. Тоа испаѓа така, да. Ама заради примериве што ги гледаме околу нас, иначе бавење со политика е најклучната работа што еден граѓанин на едно демократско општество може да ја направи, мислам. Бавење со политика Секој треба да се бави на кога ќе гледаш Апсолутно така, секој треба, заради тоа што се околу нас е политика. Воздухот што го дишаме е политика, местата на кои што излегуваме навечер се политика. Мислам, еве прост пример, ова со Кочани што се случи, ама и понатака фактот што после не работеше ни еден локал. Едно друго си влече музиката некако, е да. политика, значи буквално кај да се свртиш се е политика и ние не треба бегаме од тој, не треба го стигматизираме, само треба поквалитетни луѓе да влагаат во политика и да влагаат од истите причини од кои што реков дека новинарите треба да влегуваат во новинарството, значи не да заработиш, не да имаш мог, влијание, пари, слава, треба да влезеш ако стварно сакаш да направиш нешто добро, бидејќи ти ќе треба да живееш на крај во државава ти, децата твои, роднини, пријатели. Јас не знам, они како не разбираат дека со ова што го прават си штетат и на себе и на сите околу нив. Мислам, нема они друг воздух да дишат од воздухот ние што го дишаме.
Очигледно тоа е толку некој магијапсан круг што е буквално Тешко не е, знам да. изгледа тешко многу да се бијќи тоа што ми спомна повеќе си управо тоа ја што го кажав, пошто ја размислам нели ние живееме у некој меур, Да, тие сме наш луѓето тука што блиските циркулираме луѓето и што тоа е циркулираме. муаветот. А сваќам дека усвари у паралелниот свет моментално некој нешто стајал у джеп што не треба. И тоа си функционира многу полесно него нашево снимање се. Значи тоа си е некој универзум паралелен што си функционира за кој што не се збори, а постои. Малце е колку Матрикс, се- нели, кога ќе размислиш малце е. Страшно и плюс колку од луѓе во кои влегуваат во партии, например, и млади, и се, колку од нив мислиш дека влегуваат од идеолошки причини, речи си никој, мислам, ние не знам не дали имаме различни идеологии помеѓу партиите или се е тоа едно те исто, буквално стварно не гледам дека некој мислам ретко, не гледам дека некој влегува од вистинските причини. Мислам дека исцрпивме доста тема, да не ги бутнеме скоро Да. луѓе, нешто може на позитивно, Депресија. нема крај, треба Нема стварно крај, малце да. сега се па шо да кажам, знаеш, следно треба се подлабоко. И знаеш тешко е да доеш очигледно оваа тема што нема дно. Нема. И секогаш некој Ќе као да се стигнеме проширува. до турско робство, мислам, ако забегаме навака, идеме на колективните трауми. Да. До таму ќе стигнеме. Сега само да те вратам на твојата приказна. Значи спомна студент на психологија, од таму некако почнуваш. Сашка те наоѓа, тоа е заедно со колегата твој. Како се развиваш ти, што почнуваш да правиш првите твои некои импресии за Сашка, за тимот, за новинарството како професија, за таа бранша, нели? Прво, значи, Си едно од вети денес првите... нема мафтам со раци, сега се свати дека мафтам ја пак со сватих. раци и се изнервираш. Извини. Без гајле. Значи, прво тоа беше интересното кај Ирола, дека не станува збор за било какво новинарство, туку за истражувачко новинарство. Значи, од старт прво си обучуван да го правиш тоа. Одевме на милион обуки и во земјава, и во странство. Ирола инаку член на UCCRP. UCCRP е една мрежа која што спојува новинари од целиот свет и им обезбедува работи како обуки, cyber security, обезбедување, исто така ќе стигнам сега до тоа кога ќе збориме како се каже за заканите. И една од првите работи што мене ме беше дадена да ги правам, тоест ова уствари си го одбрав сама, случајно се погоди да биде за ДУИ. Значи меѓу првите мои истражувања беше истражување за ДУИ и меѓу првите работи што ме се случија во кариерата беа закани на телефон од директорот на студентскиот дом Пелагонија, бидејќи истражувањето беше за тоа. Можевме сами да си ги... Да? Аха, може и за таа тема баш за Може, Пелагонија, го бидејќи зборевме интересно ова. истражување, го зборевме. Ние имавме опции сами да си ги бираме истражувањата и среќа тука ги имавме повозрасните колеги како Сашка, Маја, Александра, кои што мислам толку луѓе беа на почеток Вирола и Трајче кој што е снимател и они буквално не обучуваат, значи онака секој чекор го поминуваат со тебе. Мислам и јас и Давид кој што дојдовме не бевме со нула знаење бидејќи претходно правевме емисија младенска емисија Крик, ама тоа немаше врска со истражувачко новинарство, ова беше нешто сосема друго. И мене уствари тогаш се појави, не знам, можеби го памтат луѓето, студентите од Пелагонија, дека фрлаа ѓубре од прозорите и надвор се направи мала депонија и некој го изнесе тоа во јавност. И искрено јавноста беше како многу згрозана, почна да ги напаѓаат, они се провинцијалци, вакви, такви. Да, одма се пали кај нас тој аларм, нешто, значи Значи, да. аларм на провинција, на нешто одма сме Да не сите градски. спомнаш, да, иначе да сите се И не се анализира проблемот никогаш. Да. И затоа е многу е добра, мислам општо целата приказна што имаш ти раскажено и уствари ти каде го наоѓаш проблемот сега следно што ќе кажеш, нели? Да, па Дека јас всушност не ја гледат другата страна. Да, додека бев студент на психологија, дел од моите колеги живееа во Пелагонија и ние често одевме кај нив на гости и ја знаев, мислам, ги имав видено таму условията во домот. И мене ми беше нереално дека луѓево вака се дрзнуваат да зборуваат, мислам, апсолутно не е добро да фрлаш ѓубре, ама луѓе сте се запрашале ли вие зошто го прават они тоа, мислам, Како од живеат, каде, да. како живеат, од Како кај штала. потекнува, како во штала, како, мислам, у каков до што треба да си ти, што те довело да го направиш тоа, во какви услови треба да живееш, мислам, они буквално тие услови беа како во затвор да живеат, мислам,
Не, у затвор Сега дури не мислам дека е одреновираното пострашно. Гледав одделение. кај Ландов у затворот кога беше, мислам дека е сепак малце пострашно у затворот. Не, сигурно се има нели реновирани некои Се надевам стварно и тоа не заслужува и тие луѓе. Да, како и да, нашите студентски домови беа до тогаш ни светски медиуми споредувани нели со затвори од Шведска, кај што затвор влече на хотел со 5 звезди, а нашиот дом Кај што идат студенти, престрашно, мислам. Ама стварно беше страшно. Не само тоа, они немаат топла вода за бањање. Они можеа да се бањаат само во среда. Нема буквално храната, а тоа значи им искача црви, гасеници од храна. Мислам, стварно животно не е во ред да живее во такви услови и сега наеднаш сите ние како општество, вау, сме изненадени и зачудени. Како децава се вака невоспитано се однесуваат, па прво ти види во провинција какви плюс. Да, во какви услови се они сместени, во какви услови треба 4 години од својот живот да поминат, а плюс да не правиме муабет дека за да влезеш во домот требаше врски да имаш, колку беше тешко и да влезеш. И така почна истражувањето, и ствари истражувањето ни покажа дека лошо се директорувало со домов, со години и години и години, и дека од сите тие пари што се плаќале за партиципација од парите што ги земале од државниот буџет, исто ова преска темава што ја зборувавме, менаџерите на домот со децении лошо раководеле со домот и ги давале тендари на своји блиски, давале тендари во 4 очи. Пример, не знам, ке треба нешто да се реновира и они ќе му платат на некој свој близок човек и на крај човеков ништо нема да направи од тоа. И ете таму се гледа злоупотребата и корупцијата, мислам, од прости примери. И додека работев на истражувањето, директорот на домот ми се јави, не памтам точно нешто, ми рече ќе видиш ти што ќе ти се случи или ќе видиш ти ќе те не знам, многу беше страшно. Ја имав нели 21 и бев преплашена. Значи преплашена бев. Враќаш нешто? Не ни памтам што сум му вратила, знам дека ми се пресекува нозете од страв и имало после некако се навикнуваш. Искрено многу менува фактот што сме дел од UCCRP, од мрежава, бидејќи они стварно се грижат многу за нашата безбедност. Сега последниот пат кога Латас напиша неколку статуси за мене и Сашка и бевме нападнати од толку многу луѓе сакаа да не палат на плоштад и да ни прават секакви разни работи. Тоа е ствари твоето онака ватрено крстување што викаат, нели огнено крстување, Оган, твоето да. спрема мас популацијата. Да, реално да, мислам дека беше. Сашка ја знае, нели ти Да, беше да. партнер in crime. И Таа си е посебна тема, после тоа ќе фатиме. И таа тема беше која? за Латас. Да, не, тоа сакав да кажам дека пример од UCCRP кога го пријавивме случајот, бидејќи мора да пријавуваме вакви случаи, они бидејќи умреа неколку новинари кои се дел од мрежата последниве години, умре Јан Куцијак во Словачка, умре Дафне на Малта и одлучија дека апсолутно мора да имаме обезбедување и јас и Сашка имавме месец дена обезбедување кое што не следеше буквално на секаде. Друг пат сме имале, мислам дека Сашка и Маја се најмногу таргет на вакви закани. Они се фронтмени на целото движење. Да. Маја имаше буквално, значи овесе онака баш како на филм работеше на едно истражување и доцна навечер и звони непознат број додека она во канцеларија и пуштаат бомба на телефон. Или исто имаше еден општински службеник од Маврово и Ростуше и исто и рече ќе видиш ти ако дојдеш тука што ќе ти се случи. Да, правевме. Они се закани, сега тој истиот човек беше летов уапсен за примање мито на лице место, мислам секакви има и стварно со Значи мислам дека е многу подценето тој момент на страв, бидејќи вие сега мислам Сашка особено како лидер ваш, она делува многу храбро, претпоставувам дека стварно е премногу храбра и изгледа како дека не би дала да се замери било кој и ти исто ја носиш до негде таа енергија нормално, ама сигурно е многу подценет моментот кога ќе ти се јави некој на телефон, пак на крајот од денот си девојче, пак имаш 20 и нешто години од тој момент и кога ќе ти пушта закани, мислам дека многу се подценува тој момент. Веќе некој, да, ама, знаеш, новинар си веќе како храбар си, ама пак е моментот кога на било кој да ти се јави. Сега да се паркирав лошо па да ми се јави некој нервозен, ќе се стресам, а не да се бам со некој 30 години си ја наредил работата и сега ја после 30 години му кажувам, чиче, вака нешто тука не е добро. Да. Малце е подценет. Не, многу е страшно. Особено е страшно кога доаѓаат заканите од тие што не се навикнати да примаат никаква критика, што биле подалеку од радарот на јавноста. Подценето, не знам дали е подценето. Мислиш дека е подценето? Па мислам дека сега некој, ако збориме еве за тебе, еве Деница работи на истражување, ИРЛ е новинарка, е све окей.
И ако спомнам, да, ама замисли сега на неа и звонат као има притисоци. Да, ама како они знаат тоа, сваќаш као Да. ти си родена си со, не знам, со таква аура, да. Кога ќе ти Не, се јави има- некој на телефон, ти му викаш добро. Кајла ми е. Не, има многу луѓе кои што баш прашуваат за ова како не ви е страв и Аха. слично, затоа мислам дека луѓето го размислуваат. Сигурно Дека на чисто секој си му текнува, мислам дека размислуваат не ви оди не ви даваат, знаеш, поенико за тоа за плусеико, знаеш, спремени у таа професија и то поготово за младите бе. Сега Сашка и таа екипа со они се прекалени 20 години го Да. прават тоа 25, ама зборам вие. Они се многу ти поопуштени, колегата, например, од нас. Сигурно претпоставувам. И сигурно и вие понатаму ќе бидете многу помладите што допрва, сте, да, ама на треба да 20 години некој да отрпнеме. ми се јавува. Ти уште не ти е јасна целата слика со ова што се Да, бавиш, да, уште пробуваш да ја А јас дешифрираш. живеев до Пелагонија, као живеев до Треба да студентскиот му дом. кажеш, што ќе ми направи сега ќе дојдам, сега ќе дома дојдам, сега ќе дојдам. Да, беше страшно. Мислам, јас сум сигурна дека и они имаат страв. Сашка ме зборувам и повозрастните колеги. Само што мислам дека таа храброст им доаѓа од поривот дека мора тука работите да бидат променети, дека сакаат нешто добро да направат и дека не дека стравот го немаат, ама желбата да променат нешто е поголема од стравот што го што сите ние го чувствуваме. И секако помага што сме дел од таква меѓународна мрежа, бидејќи Музеј Серпи не се било кој. Еве со самото тоа што ти праќаат одма обезбедување, бидејќи некој на статус те ставило, нека и cyber security, идеме на секакви тренинзи за cyber security. Мислам, стварно се сериозна мрежа, така што тоа помага многу. Да, ја Иако и во прво- нивната мрежа умреа новинари, се случува. Ја прво те прашав на шала, нели, као се осеќаше со обезбедување, да идеш дали ти беше као малце као филм, јас сум моето обезбедување, одам на кафе. Многу беше непријатно, искрено. Многу беше непријатно со обезбедувањето, бидејќи те следија месец дена, освен дома, кога си не си сам во ниеден момент. И сега не знам, ти се случуваат секакви работи во животот. Пример, у кола влагаш и нешто дента си не можеш да се скараш на рад, пошто човекот Да, света човекот слуша се, као непријатно ама ти. супер беше човекот. Мислам, пак се чувствувавме бар по безбедно. Побезбен, како што е најбитно на крајот денот. Одберете неограничен веб хостинг пакет од zemi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zemi.mk. Поврзете се со Македонија. Сега со Пелагонија каква разврска имаше тоа? Па се смени директорот, не знам сега дали било поради истражувањето или не, ама искрено после тоа и дали им се променија условите, не сум баш сигурна, бидејќи некако не ја продолживме Сега мислам реновиран или темата, па мислам дека е интересно е што додека си толку млад и си уште во тие студентски денови, дека уште бев студент кога почнав, повеќе тие студентските теми ти се поблиски како корупција во високо образование, студентски домови. И после како што излегуваш од тоа ти се менуваат и круговите и веќе преоѓаш на други теми и затоа е добро да има секогаш нови млади новинари кои што ќе се бават со тоа. Сега натаму ретроспективно како се одвива истражувањето? Пример, за Жан Митрев истражувањето пред колку време беше? Тоа беше мислам едно од Жан Митрев беше 2023, мислам. 2023, да. може и 2022. Или 2022. Значи има веќе 3 години. Жан Митрев траеше многу. За модуларната во Тетово и тоа траеше премногу, после. значи зборувам Жан Митрев мислам дека траеше 22 месеца се на се. Истражувањето? Да, целото истражување од моментот од кога ни беше пријавен случајот. Голем дел од случаите не ги пријавуваат граѓани, тоа е прекрасно. Исто така во последниве неколку години се појавија многу свиркачи. Свиркачите се онака стварно хероите на нашето општество, кои што имаат пристап до документи до кои што ние немаме и поради нивната храброст и револт и осет за неправда се одлучуваат да ги споделат тие документи и многу истражувања не би биле возможни кога не би постоеле свиркачи. Луѓе однатре. Знаеш што ме интересира да те прашам, сега кога правите статија, на пример, општо цел, како се викаше за Жан Митрев? Леле убиството тоа ќе речев bad blood, нечиста крв. Нечиста крв. Bad blood прво на англиски го кажав, да. Одма ќе ни сита. На англиски беше bad И blood. сега луѓето гледаат на вас, имаше нели голема осуда, што е нормално, голем дел од тие работи се види дека се правеле како што не треба да се прават, дека за жал
се користела таа некоја слабост на луѓето во тие дадени моменти, во таа општо светски хаос, за да се злоупотребат некои работи, тоа се факти, недокажани, нели, но преку историјата на луѓето што сведочеа во тоа, за жал една таква слика се направи. Се од друга страна имаше дел од народот, нели, кој нормално го нели го брани Жан Митрев како некое големо име, човекот има стекнат некоја репутација, низ годините сигурно е одличен доктор, колку живот има спасен, нели, тој беше најголемиот аргумент. И сега на вас гледаат, тука вие сте у некоја средина стајани како онака, знаеш, како злобни, како уништувате човечки животи, како и такви тука се појавија тие рекет муабетите. Од таму почна тоа? Не, од секогаш ги Дека не имам, платил тоа за рекетот. кој да или дека не платил или дека некој друг нас не подметил, не платил за сторијата. Таа сторија беше пријава од граѓани и после се појавија многу луѓе. Откако заврши истражувањето, тек тогаш колку луѓе почнаа да се пријавуваат, на кои што им било направено исто со методот на хемофилтрација. Инаку ние апсолутно го докажавме тоа во емисијата. Сега ќе видиме што ќе се случува со судскиот случај кој што за жал почна одново поради тоа што се откажаа двете судијки поротнички во исти ден. И сега судењето одново треба да почне каде што она обвинат за измама на пациенти. Не знам. Тој момент ме интересира, Не ми е јасно од кај им доаѓа недовербата на луѓето околу тоа како е направено истражувањето, кога баш во документарците буквално гледаш докази, документи, се ти е подвлечено, ваква студија, таква студија. Ја не знам како, ние не шпекулираме, кај нас ако не помине, бидејќи после секој истражување има факт чек на сите податоци кои што се изнесуваат во јавност и сите тие податоци кои што ќе се изнесат мора да бидат издржани, мора да може доколку утре бидеш суден за клевета да поминат на суд. Тоа толку се внимава за се да имаш доказ, да имаш извор, значи да имаш црно на бело. Да. И ние не споделуваме мислења, не шпекулираме, дури ако има, знаеш колку пати ни пропаѓале истражувања, бидејќи сме имале нешто откриено, и сега ти 110% знаеш дека е вака, ама доказот кој што го имаш не е доволен едноставно. Така не може да издржи на суд и пропаѓа истражувањето, толку не го објавуваш, пробуваш да го заборавиш, пробуваш да најдеш нормално доказ, ама може да се случи да не можеш да најдеш до крај, бидејќи ние мора да се заштитиме, нели. Фала Богу, исто така OCCRP тоа добро и они прават голем дел од факт чекингот, особено парите епизоди. Тој факт чек трае некогаш 8 дена по 12 сати на ден, ти го проверуваат секој збор што си го кажал во, значи ако си кажал оградата е ргјосана на локалот, мора да иде, што е не важно за приказната во моментот, мора да доставиш слика со доказ дека оградата е навистина ргјосана, заради тоа што теоријата е дека ако оградата не е ргјосана, а ти си кажал дека е ргјосана, луѓето што ќе читаат, од старт губиш на легитимитет, заради тоа што на наједноставната работа правиш кикс. Значи сега ако имаш мапа со локации на ова и ова, мора координати да пратиш, како тоа вие само адреса сте нашле, прати ми ги координатите. Многу е сериозен тој процес, многу е сериозна истражувачката работа, воопшто не е, не само едноставно, туку тоа не е само, ние можеби го прикажуваме на камери поинтересниот момент на иди таму, направи ова, направи тоа, ама тука има толку собирање документи, архивирање, значи најголемиот дел од работата е уствари тоа, ти собираш документи, дури да ги прегледаш сите. За убиство од Тетово, за пожарот во модуларната, ние над 5000 документи имавме прегледано за да стигнеме до вистината зашто се случил пожарот. И се тоа бележи, се тоа средано во папки, се тоа тука постои за ако утрата тужа да може да оди на суд, сите овие докази. Многу сериозна работа, никогаш не може така на само да не текне нешто или многу често не се случува, некој ќе не пријави случај и ќе ни рече ајбе ова истражате го, ама не е толку едноставно, ти не може, треба да најдеш доказ за ова, ја може цел град мене нешто да ми каже и тоа да биде рекла казала муабет. Како, ако немам како да го докажам, ако нема црно на бело, тука свиркачите уствари доаѓаат како многу корисни, затоа реков дека се херои, затоа што има многу работи што ние дури кога се објави тоа за Жан Митрев, многу луѓе не рекоа ова беше јавна тајна. За Ванчо Чифлиганец за квадратите украден исто, ова беше јавна тајна. Не, окей, може било јавна тајна, ама докажи го, тоа лесно е да го знаеш, тешко е да го докажеш. Мислам, они поише се на таа карта играат као
мислам, не играат на таа карта, него луѓето повеќе се изјаснуваат, да, ама он колку животи спасил, нели, нормално сега тете ми баш имаше Тоа е пред во мене, ред, нели, мислам. тој е сигурно е гениален доктор. И тоа сакав да ти кажам, дали вие сега они прават чувство, мислам ја еве и со тебе се запознав со Сашка претходно, не створив некој чувство дека сте вие сега некои онака злобни луѓе што одат по улица и што се осеќаат сега јас ќе му направам ова, но не. Сигурно и вие не ви е пријатно сега кога Не, треба за него, воопшто тоа не ме е интересира пријатно. тој дел. Сигурно не сте и што му направивме сега ќе го нели он доктор 30 години тука вратен специјално од држава за да лечи за слично, сега ќе го уништиме. Мислам, верувам дека не сте такви. Мислам дека тоа е Сигурно ова е се моментот чувствувате на кој вина што и вие. што луѓето можеби не го знаат дека чувството на вина и грижа на совест е толку големо и интензивно што ти пред објава некогаш и од тие причини не можеш да спиеш. Знаеш дека човекот сгрешил, ама си викаш кој сум јас сега да или што ако нешто му се случи, едноставно го жалиш и пред секоја објава колку и да бил човекот лош, колку и да сгрешил, значи човек да убил, ти како друго човечко суштество со емпатија не можеш да не помислиш на тоа дека буквално влијаеш на нечива човечка судбина и дека и тој е човек и можеби има фамилија и дека ова е се погрешно и после на крај мора некако да се утешиш да си кажеш окей, сгрешил, знаел дека прави грешка, тоа е, работа е. Да, тоа е. Ама инаку да. Биќе сигурно, размислам сега, сигурно е така. Нели луѓето тоа не го размислуваат така, они си како што ти кажав некоја слика што се по коментари некој кој е против вас едно ве представува така они се тоа, па нели нормално после целата приказна платени се за него, па он не дал рекет, па другиот дал за не, нели тука приказната си ја прават, ама се размислам поготово на некој млад што нема толку искуство, сигурно ти леле што за човеков што открив сега што треба да кажам. Не е само за Сигурно да, и не не е само се на едно, млад, најмала на рака. сите име. Да. Го гледам јас тоа во редакцијата и не знаеш само луѓето што не обвинуваат, туку и луѓето што не поддржуваат, на пример, бидејќи се не си толку блиску до темата, ќе не викаат ајде бе гајле вие овој ваков таков, ова треба му се случи, тоа треба му се случи, направите му тоа, направите му ова и поддршката на тој начин се изразува, а ти кога си толку блиску во темата, кога практично го истражуваш, живееш со човекот на некој начин толку долго време бидејќи гледаш све за него. Кој што кажа 22 месеци, тоа е Да, и се лудо. откриваш и некои работи, не зборам конкретно сега за Жан Митрев, него за сите кои што сме ги истражувале, знаеш ке неизбежно е ти да откриеш дали има фамилија, жена, деца, се тоа, баш потенцирав жена, деца, бидејќи повеќето криминалци се мажи. И неизбежно е ти да не си легнеш со помислата леле децата, леле, мислам, особено на почеток не, ама како што се приближува времето на објава, така и вината почнува да расте, па почнуваш да дали е ова морално и етички исправно, мислам ти Се знаеш. преиспитуваш на 100 полиња. Се преиспитуваш многу, ти знаеш, имаш црно на бело што човеков сгрешил и знаеш дека сгрешил и дека он прибавил за себе некаква корист и луѓе умреле многу често ради тоа. И може он спие помирно од што спиам јас. Апсурд. Да, ама тоа е, мислам, сите колеги го имаат тој, кај сите го гледам пред објава дека имаме онака имаме 1-2 недели на жалење на луѓето за кои што ќе треба да објавиме нешто страшно. Зигната жртва. Иако знаеме што сгрешили, како сгрешили и како тоа влијаело на сите, не може да не ти е уште пак и во затвор ако ќе отидат во затвор некои И таква ситуација нели имаше во насред претходното за брзите кредити. за брзите кредити. Дечкото што беше заштитен сведок у првиот дел од Значи, приказната на крај заврши. Да, исто и таму беше. Само не може да не ти е тешко и да не ти е жал ако си човек, не може, сам треба не знам да се дистанцираш, да се дисоцираш целосно и да глумиш дека ова не постои, иначе нема шанси да не те удари. Имаше после и адитиви случај што го откривме за адитивите во регбито што се продавале, таму имаше многу апсени и за сите тие луѓе се луѓе со фамилија и ќе одат во затвор, можеби не може да ти е сеедно, ама па како има па и на сигурно е таква се чувствуваат и полицајците и обвинителите и мислам сите што работат, тие што работат. Може има Бидејќи има многу обвинители што кријат виновници, ама сигурно постои тоа. да, постои. Баш во убиство Прва дето во чудна документарецот треба, мислам дека е тоа многу добро објаснато како обвинителството ги скри вистинските виновници за пожарот. Сега кога сме кај свиркачи, спомна дека имате многу свиркачи.
И сега некој од тие свиркачи мене ми спомна нешто дека се спрема некоја нова работа кај вас, дека ќе има премиера наскоро многу брзо на една тема која за жал ја погоди држава. Да, затоа единас кога дојдов реков дека сум во хаос, бидејќи сме блиску до објава, инаку темата е за Кочани, да, за пожарот во дискотеката Пулс. Не знам некако да опишам, ова стварно најстрашното нешто, мислам. Знам дека ти доста си работила на тој случај, приватно зборевме, ти си малтене од почетокот до сега е тен инволвирана тоа, дури приватно на некој начин. Ми спомна дека одиш и на маршовите кои се нивни, да. Тоа реално не ти спаѓа дел од обврските конкретно за се ова што го правите. Тоа да, како граѓанин, како граѓанин сакавме кај да отвориме таа тема, не знам што ви кажале, мал чудно многу. Јас и кој имавме, правевме пауза со снима и после кога беше само спомнав за подршка за нешто, некако немав желудник да се изјаснам на таа тема, да 60 жртви се случија нели во дискотеката, тоа сите знаеме. Сега не има обвинение, не сум тек ништо со тоа, прочитав, не знам на кај отиде тоа обвинение. Некој пак работи ми се да, чудни. Може да се збориме за Кочани, конкретно за истражувањето, можам само да кажам дека ги истражуваме пропустите во истрагата и повеќе од тоа да не кажам заради нашата безбедност. Инаку за темата Кочани, мислам дека животот тука во Скопје толку нормално продолжи после се ова, што стварно, освен ако не си таму на терен, немаш ни представа што е тоа таму што се случува. Мене имаше уствари има они марш во Скопје, родителите маршираа во Скопје на почетокот беше ова април, мислам дека. Јас до тогаш немав отидено во Кочани. Отидоа колегите, дел од колегите веднаш отидоа, после неколку дена после насреќата или следниот ден објавивме и видео, имавме повеќе за акција нели за надзорната, имавме значи дел опфатан од темата, ама генерално после некако животот тука како да продолжи. И бев на маршот и како новинар, и како граѓанин, и како активист, и како се едноставно да ги поддржам родителите, семејствата. Имаше една мајка која што ни се обрати, ние новинарите стоевме од страната на собранието, на кај собранието се обраќаше и рече каде бевте вие минатата сабота во Кочани. И стварно си викам, каде бев стварно? Каде бевме ние во Кочани? И од таа сабота почнав да одам на маршовите во Кочани. И тоа таму што го видов беше, мислам, стварно сватив дека прво немаше, мислам, доаѓаа луѓе од Скопје, имаше активисти, ама тие се како, мислам, има буквално дежурни луѓе што одат на сите протести, на кои протести да отидеш, мислам, зборам на дали е за загадување, за воздухот, сега за Росица, девојката која што беше убиена, за Фросина Кулакова која што беше прегазена, секогаш има една група на луѓе кои што се замараат со све едноставно и се стварно има битно, онака баш има гајле за све што се случува и нема многу на страна од тие луѓе. Имаше, не дека не беа големи протестите, имаше луѓе кои што доаѓаа од Скопје, ама таа, мислам, да им ја видите, таа болка, стварно беше нереално. Тоа беше вака една река од луѓе кои што се движат и како што се движиш кон почетокот на редицата, се повеќе луѓе се облечени целосно во црно, се повеќе држат слики од најблиските кои што им починале во пожарот, се потивко станува на крајот на редицата, знаеш, има и луѓе кои што се зборуваат додека се движи напред, станува, значи толку една таква тешка тишина, што не можеме да објаснам буквално болката на луѓето, можеш да им ја почувствуваш. И луѓето побараа после еден од маршовите да ги посетиме на гробиштата. Масовна гробница е изградена во Кочани, каде што се закопани голем дел од жртвите. Таму има дури и жртви кои што се од други градови, но нивните родители одлучиле да ги закопаат таму за да бидат поблиску до своите другарчиња со кои што починале вечерта. И родителите ние свативме дека се толку заборавени, запоставени од државата, од своите сограѓани, од сите други луѓе од другите градови, што буквално луѓето единственото нешто што го бараа беше да се запали свеќа, да им изразиш сочувство, да ти раскажат за кои биле нивните деца, какви им биле желбите, амбициите, што сакале да прават. За многу потресни приказни има во градот. Мислам, тој град стварно никогаш нема повторно да биде ист. Таму имаш во една фамилија
и дете им починало, и внуче, и најдобриот другар на детето што му било од цел живот, па сите се закопани еден до друг, бидејќи биле деца од другари од деца, мислам, стварно престрашни приказни. И самиот факт дека луѓето толку се чувствуваат неслушнати и заборавени и запоставени, што се доведени до позиција да сакаат да ти, знаеш, да дојдеш на, бидејќи ние на почеток не идевме не сакавме да одиме нели на гробиштата, да не им ја нарушиме приватноста, интимноста, мислевме дека е погрешно, ми беше незгодно, мислам, тама на работа не сакав да ги сликам, они сами бараат да ги сликаме и да објавиме, значи бидејќи како што они велат, се чувствуваме како да не постоиме и како нашиве деца да не постоеле и како да не умреле. До таму е стигната работава. И кога размислам, нешто и дискутиравме на оваа тема, кога размислам до каде сме од тоа после муабетите, што беа луѓето колку не може да го сватат, нели целиот повик што беше за тоа, нели кои работи да се сменат и кои ме ставот на некои луѓе, као можеше секаде да се деси. И сега дали беше ваков сунгер, дали беше таков сунгер, нели трагедијата е преголема, не може доволно кривец да има, нема доволна нели надокнада за таа штета, дури да се најде еден да бил за се што направил сам да го организирал, нема доволна казна да му се даде за тоа што се дече. Едноставно преголема трагедија. Претешко и да се сочувствуваш, ти си била толку време си поминала, таму може да замислам какви ти некои трауми си се поистоветила нели со луѓето со тие погледи, со таа тишина, тоа е се ужасно. Единствено што не разбирам и сега преска што зборевме кај сме држава, кога ќе сватам ние сме и добро е кај сме за тоа колку си имам изгубено некои морални ноти и колку као можеше сегда да се деси, ти нели си бил у такви места. Да, ама ова се што се случува, нели протестите, луѓето не разбираат, па после местени се протести, па ги плаќаат овие. Страшно. Океј све. Делумно сигурно постои тоа у протестите и такви работи, некои што се таму со интерес, што исто не ги занима, што се исто од оваа фела на луѓе без компас, ама што идат таму ради некој друг интерес, океј, постои се. Ама ова се што се случува, нели некоја треба да биде некоја као некој морален аларм за се што правиме ние сите други. Да, а не е сега за да се фати тој што го измислил тоа. Како луѓето до толку се... Луѓето ова што го зборат за протестите, партиски вакви такви, дека тоа се само изговори за нивната незаинтересираност и мрзеливост за да се вклучат и да направат некаква вистинска промена. Бидејќи без разлика дали во 10.000 луѓе ти имаш 20 што се од партија, што ве спречува сите вас други да излезете кога знаеш дека ова е погрешно, мислам, како го релативизираат, како буквално го релативизираат тоа што се случи со партија ги организирала протестите. Која е таа партија што ќе им отиде и ќе натера родители на кои што им починале деца што имале од 14, 18, 20 години, имале деца, еденци им биле, која е таа партија што тебе ќе те натера, тебе само од себе не ти дошло ова го направиш, па сега ти треба партија да ти дојде да ти каже ти ќе одиш на протест. Тие луѓе немаат веќе ништо да изгубат, мислам, изгубиле се, немаат што да изгубат. Мене не ми се верува дека ние се држнуваме како општество да ги обвинуваме нив дека се на било каков начин партиски инструирани. Во секој протест ќе има партија што ќе сака да ќари од тој протест. Тоа може да се случи секако, ама тоа не оправдува нас другите да, мислам, наше право како граѓани на демократска држава е да излеземе на протест, да се побуниме против тоа што сметаме ние дека не е во ред, мислам да си го оствариме нашето право на слобода на говор, на изразување на јавно мислење. Можеби луѓето едноставно не се заинтересирани, мислам дека ги мрзи и овие работи ги наоѓаат како изговори за да не излезат демек од партија. Со милион други работи веројатно. Постоја со тебе приватно испомнам дека дел од протестите ве сега што избрат, дел мене ми се прерадикално, нормално закочени сите бевме или цел град излезе кога бе да се одаде чест едно друго. Сега кои излегуваат овие, окей, сега за девојката наслов се спрема жени, сега ќе отвориме таа тема, ти преска спомна дека повеќе мажи се криминалци тука да направиме дебата. Некои ми се прерадикални, искрено мислам дека повеќе треба можеби да се осврнуваат на некоја едукација, на некој ваков муабет и со ова мислам дека може повеќе да се допринесе од некој протест кај што сега сите прерадикално овие, некои работи што веќе се видел дека не се случуваат така по тој шаблон. Може треба да се смени и шаблонот на функционирање за да привлече луѓе што не се на таа страна на агресија, него што сакаат може на некој друг начин. Ама немаме ни агресивни протести, да. Не агресивни во смисла на помирни протести од ова, мислам, не може да има. Конотацијата на тие што се некои предводници што ја стават ова вака, она така, знаеш, нема некој помирен тон кај што ќе се каже ова е вака и така, како ние сега што пробуваме да објасниме некои работи у некој разговор, па на некој да му светне сијаличка и тоа да биде плюс, него сега ќе одиме као јако ќе се смени од овој момент и секогаш почнува таа
побуда, некоја малце Може би луѓе кои се демотивирани дефинитивно со шарена револуција да Луѓето ѓубрето не има излегуваат на изчистено од протести. пред куќе и тоа игра улога сигурно, што се труеме од Зашто треба да се ѓубре. протестира? Се согласувам, ама сваќаш колку имаат и некако колку има далеку да стапнат Да. до некоја повисока визија која не Разбирам. може да искочи од. Не, сигурно си Сам ги многу разбирам и не разбирам се. демотивирани дека пример протестите се викаат ништо нема да променат и јас често си мислам дека протестите можеби ништо нема да променат. Ама па не ми останува друга можност. Да, тоа е Еве, ова единственото што го оружје. работам во ИРЛ, да зборувам со луѓе приватно, ако бидам дел од некоја дебата или подкаст и што ми останува? Толку ми се можностите и протест ми останува. И ја искрено кога одам на протест, сакам да одам на протест заради тоа што стварно се чувствувам дека си го остварувам своето право. Едноставно, да, дека ова јас можам и треба да го правам. Мислам само дека сега веќе почнавме да се губиме со протестива заради тоа што Многу протести исто многу тоа ќе кажеш, ја не протести се, знаеш каде што да фатиш како. Не знаеш каде да отидеш веќе, а реално во суштината на се е истата причина. Ние сите протестираме за истото, дали е за загадениот воздух или за тоа што Вардариште е запалено или Дрисла е запалена, или е заради тоа што Русица била убиена, а 12 години пријавувала дека и се заканува бившиот дечко, или е Фросина која што беше прегазена со возач што возеше пијан со огромна брзина на партизански помина на црвено, или е Кочани, или е онкологија, или е модуларната во Тетово. Сите овие причини имаат буквално ист корен. Значи ние протестираме, можеби е време да се обединиме и да протестираме на едно место. Пак не знаме што ќе промени, ама по друга страна што не преостанува да не наведнеме главата и да согласувам. Знаеш, кога ќе размислам од друга страна, ве сега протести зашо одбивно на некој кога ќе сватам, па овие политичари успеа и тој момент на протест, на собирање на народ, исто од некако светоа на политика да асоцира, да го направат нели протести, контрапротести и тие механизми се, знаеш, и самата таа протест, нешто што е загарантирано со устав, нели што е народно право, што е цел на демократијата, пардон, да се избори за таков некој чин да има на покажување на незадоволство. Исто така малце да се извалка да со кал со ова со она и веќе ние да немаме ни представа што е протест. Онака суштински. Ама тоа е целта да се извалка за да не одиш. одиш. Што е протест и оние што правеа, ово знаеш веќе се Да, едноста работи влага. дека некој има таму од партија и уствари целта е да ги демотивираат сите други граѓани да излезат на протест. И мене многу ме изнервира после Кочани на пример. Нели имаше протести кои што се организираа во Скопје, што беше граѓанска иницијатива и тука се појавија наеднаш инфлуенсери кои што знаеа све за општество на политичките работи во државава и обвинуваа дека ова граѓанско здружение, таа партија организирано тоа, нека излезат родителите, нив ќе ги поддржиме. Па еве ги родителите секоја сабота протестираат у Кочани, ајде да ве видам што не одите да ги поддржите ако ви било за тоа. Да, колку ти посебна тема, колку сакаме така некоја лажни моралисти да бидеме да, и тоа е, значи, буквално. Тоа е нешто и колку и случајот со Кочани после тоа беше некој сака да, знаеш, евидентно премногу на таа тема да се изјаснува. Значи ја разбирам да идеш да се сочувствуваш и тоа ти што си го правил и секоја чест, искрено ја не сум го направил, кажав, сум немал ни желудник за тоа и значи не можам да кажам дека ми е желено, оставно не сум имал желудник, ама не сум го користил, па на сега друга страна цело време, па јас нешто да правам сега на таа тема. Едноставно се случила преголема вакво, ако можам да поддржам, нормално ќе го направам тоа и некој освестување да потекнаме у немал рака свој разговор, ако со ништо друго, ама сега некој поени и колку сум загрижен да пишувам на статуси, на сториња, него малце ми е чудно тоа, без да отидеш да видиш која тага е сушност тоа, ние сега ќе се бавиме со други теми. Океј си и тоа си е се нормално. Темата што отворивме и сега што е актуелна со протестите, значи тој момент на феминизам, нели борба за женски права, како гледаш ти на тоа? До каде мислиш дека сме со тоа? Ти како млада девојка сигурно имаш некој мислење на таа тема, многу актуелна тема и тема што кој да се отвори, значи предизвикува таква бура. Па тоа како се смеевме за зборчето, како беше за токсична машкост. Токсична машкост и од Ендрю Тейт навака, нели сите некако таа тема толку
Ништо пламен праиш, да споделам нешто интересно. Значи подкастите на Ирала, нели криминал, корупција и мислам да гледани се, ама мислам одат и риловите некогаш стануваат вирални, ама највиралните видеа до сега што се случило од подкаст беа на темата семејно насилство, кај што конкретно имаше еден рил кај што зборувавме против Ендрю Тейт и феноменот на Ендрю Тейт и колку е тој опасен за мажите, особено за младите момчиња. Да. Вау, колку коментари, па пораки почнаа да ми пишуваат мажи во инбокс зашто вака зборуваш ти против Ендрю Тейт, ти глупава ли си, ти знаеш ли што збориш, он колку добар човек е. Не ми се верува дека ова беше ова е точката каде што се судираме. Уште си трае и тоа и за неговото движење, тоа уште си трае. И секогаш ќе трае, јас тоа го свадив. Значи секогаш ќе трае кога ги удираш луѓето у најголемата слабост, а факт е дека нема да има поголема слабост од таа машка несигурност у рани години, нема никогаш да се, значи тоа да се надмине, мислам сигурно, не знам како ќе еволуираме, ама факт е дека е најсензитивна тема. Нели? Многу сензитивна тој тема, Ендрю Тейт стварно, момент, што е све да стави му него, да имаш пари, жени, женски, како и да, нели се он тоа што го ставил неговата приказна што ја продава и секогаш ќе ги погоди мислам, тоа тинеџери претежно. Да, не, мислам па сензитивно, постари мажи, што збориме? Феминизмот дека е сензитивна тема, заради тоа што ние под феминизам збориме за основни човекови права и слободи. И јас не знам тука што се наеднаш навредени. Не ми јасно од каде излегува тоа, што мислиш? Од каде им излегува навредат, од каде се чувствуваат загрозени? Не знам што е тоа што им прави да се чувствуваат загрозени, мислам дефинитивно и радикалниот феминизам не е добар, бидејќи поентата на феминизмот не е дека ние мразиме мажи. Ние апсолутно не мразиме мажи, заедно сме во, мислам жените и мажите се заедно во борбава, како да кажам. Затоа ми е многу мило дека на планетава, на протестов за Росица, например, имаше многу мажи, што беше изненадувачки многу, за разлика од тоа колку имаше, например, минатиот пат кога се протестираше за латас и фиќото. Така што стварно не ми е јасно што е тоа толку што ги вознамирува. Исто едукација да фали, пошто еден кој викам се кој ще ставаат, знаеш, жените као на муабетот истиот напад се користи и за например за геј правата и за жените. Викам како може се овие две работи? Нели муабетот жените нели дали имаат права? Па исти права имаат. Или факт е дека у суштина не е скроз баш така. Исто и за геј популацијата, како исто има. Да, ама исто е, ама не е исто. Не е исто апсолутно не е исто, искрено. Јас пример, јас додека бев на факултет не ја разбирав баш потребата од феминизам. Се додека не влегов во професионалниот свет. Кога влегов во професионалниот свет, кога видов како е да си омаловажуван, деградиран и третиран на одреден начин заради тоа што си женско, уште па пострашно заради тоа што сум млада и личев помлада од што бев. Значи, не знам, тие прво начинот на кој што комуницираат, да речеме, возрастни мажи во професионален контекст е многу различен према мене и многу бил различен кон моите машки колеги кои биле на иста возраст. Јас и кога сум била девојчанца, ај немој ти мене да ми се занесуваш сега тука, ме сваќаш која си ти мене како девојка, жена на ваков начин да ми се обратиш, јас оголем маж, мислам, страшно, јас не знам што е тоа толку нив што ги удира, каде дали е тоа некоја несигурност, некој комплекс, бидејќи јас искрено, ама ова е нашиот меур, јас сум обкружена со многу здраворазумни мажи кои што гледаат точно на кој начин жените се обесправени, кои што гледаат точно која е потребата да бидеме заеднички во борбава, кои што ги поддржуваат, кои што знаат да изреагираат ако има насилство или ако некој нивен пријател зборува на деградирачки начин за жените. Ова го зборавме јас и ти на кафе, дека колку од машките друштва, мажите помеѓу себе се дрзнуваат да си кажат или да си прерачат кога некој ќе зборува лошо за некоја девојка или на пијано ќе ја бутне или не да речеме да ја удри, ама мислам се надевам дека кој удри ќе изреагираат, ама дури да има насилнички некој однос, да ја вика пред сите, колку од нив ќе се осудат да си го нарушат пријателството или социјалниот статус, за да му кажат на другаров дека ова едноставно не е во ред и дека прво или ако искоментира нешто, не знам, сум слушала такви коментари од мажи, знам како се зборува по машките групи искрено на оваа машки домаќински муабет. Машки, ма тоа не се машки домаќински муабет, тоа се на оваа ќе направиме леле шо би правил и слично. И колку од мажите, јас мислам дека речиси
воопшто, би се осудиле да му речат, брат, ова не е окей, искрено што го збориш. Мислам дека е толку нормализирано тоа во рамки на машките друштва, ето таму треба да почнеме и после истите тие ќе речат, ајба вас се ви е исто. Ма и таа борба е некако не знам, као најлошото нешто што се случува, мислам таа поделба меѓу машкиот и женскиот пол, што е, нели, Ендру тие ликови се фронтмени на тоа движење некако на поделба. Не верувам дека негде ќе носи таа поделба, сега некој има став ќе вреди, нели, сега некој ќе се смеи на муабетов наш, има луѓе, знаеш, не може да допрат. Тебе највеќе ќе те нападнат. Да, јас сум најнезавидна ситуација која ќе сватиш. И машките колеги на подкастот ги нападнат. Каква ситуација многу е за подкастот, каква си као не можеш да размислуваш дека е окей, дека може да комуницираме. Ја и ти не мислиме исто на 1000 теми, и, значи не сме у суштина скроз исти, ама да има некоја здрава комуникација, да постои медиум кој што ќе се комуницира здраво, тоа е апстрактна имен како треба, нели, Саша Ковачевич да го, или не знам кој да го носам, тој муабетот. Да. Чакаш, не знам дали сум јас луд и ти што нешто веруваме у креирање некоја здрава онака површина за конструктивни промени, општо муабети не мора ни да се разбереме, него се одма да иде. Ама и тумачи тоа више. Овие теми секогаш ќе бидат помалку слушани и помалку гледани вакви видеа и за жал. Сам зашто и ќе биде чудно да се фрапираат на луѓето, но веќе престанав и од тоа некако да се заморам, викам, ако не може сега некој да допре до муабетов, ние дека го отворивме, дека не сум ни јас сега на една страна и ти на втора, него дека зборевме, тоаш не е предмет на мој интерес, за жал, очигледно он друг универзум се живее. Ама на кратко обработивме тоа за феминизмот, мислам, пошто е секогаш најжешка тема и некој рил мора да се извади од тоа сега. Не ми се верува дека е уште жешка тема после толку години, зошто е ова уште жешка тема, ова треба да е најнормално, мислам. Значи исто како што не како за ЛГБТ популацијата темата. Значи таа е толку оверейтед тема, не ми се верува. Значи тоа што го зборам со некој пријател. Тоа има ситуација што ќе ти кажувам дека еден дечко нешто имаше муабет и у некое друштво и кажувате некој девојки почна муабет за ЛГБТ, дали има поддршка, и јас седам скроз оф топик и као ти да викам нели нормално, немам ништо против нивни животи, никој, јас сум немал контакт со некој нешто негативен, па да е он тоа, па да го врзвам тоа со него. На крај крајва не е тема на мој интерес, немам против никој ништо и ми се наљути на тоа и кога после ми беше глупо, викам добро, викам следен пат ќе кажам против, сум извини. Страшно. Тоа е реалноста. Сега ова исто како преска мојатов со политичари, тоа е Што реалноста. се чувствуваат загрозени, а не разбирам. Тоа мене ме интересира и општо со него зборникам со колку луѓе ти како индивидуа реално обработуваш теми околу твојата сексуалност. Со премалку луѓе, со најблискиот круг на луѓе може, со никој може само со партнерот и толку. И од кај јас, знаеш, кој што прави, па после тој најакиот муабет за парадите, нели што се шетаат. Значи, у Скопје веројатно има паради, така? Ја никогаш не сум видел да се шетат, нити ми се шетале тука, нити толку искрено не ме ни занима, верувам може има и екстремисти и таму и што прават, како не е нели тема на интерес мој. И таа содржина веројатно има содржиното, не ме интересира, не ми се шетаат пред нос. Значи, оверейтете тој муабет да го правиме, дека тоа не уништува. А од друга страна, окей ни е на овие што не крадат и што не лажат, окей ние као ајде да прегледам, знаеш, така функционира тоа. Ама се овие и родител еден ни е најголем проблем, па и такви некои теми. И тоа ми исто глупо, не се согласувам, да не се да фатат одма за тоа, ама као, а овие работи што ги знаеме, што може да ги средиме? Не, ама они ја упропастуваат планетата. Ние више сме упропастиле очигледно планетата. Ние дали има назад е прашањето. Мислам дека се не знам што кажам. Дека сериозно емоционално неинтелигентни луѓето што овие работи ги зборуваат, дека тотално не се во допир со самите себе, дека немаат погледнато внатре во сами себе, дека се немаат запрашано нешто за сами себе. Очигледно имаат и некои потиснати емоции, може имаат некои интернализирани, не знам, срам или нешто што не знаат како да го освестат, па тоа така подсвесно некако ги води низ животот да зборуваат на ваков начин. Ама ова се стварно, сам сите овие луѓе треба да се запрашаат и онака сериозно да обават една посета кај психолог, бидејќи психолог на секој може да му помогне, особено за личен раст и развој.
и таму и највеќе ја развиваш својата емоционална интелигенција ако тоа не си го правил како дете, бидејќи мене овие работи ми се апсурдни. Сакав да би рекла кај нас, ама не е само кај нас, гледаме во светот дека почна абортус да се забранува. Мислам стварно искрено страшни работи се случуваат. Расте тензијата на таа тема постојано. Значи да, мене не ми се верува дека ние не одиме одиме Кирк, нели, убиството од таа страна. Се не мислам дека не одиме напред, туку дека се враќаме назад. Да, чудно ми и мене. Не знам дали изгледа така. Баш загрижувачки, искрено. Значи, као најстрашно паѓа на луѓе као нас, што се негде измеѓу, што пробуваат работи да ги прават на некој начин, што веруваат дека е правилен длабоко у себе. Значи, знам дека е правилно сега да пробувам да направам некоја маса и вака амбиент, после да биде продукт на подкаст, кај што ќе има отворен муабет. Баш многу добар статус од Лекс Фридман прочитав, као зашо му е чудно на цел свет што сам да правам некој муабет и кај што немам став, као не зазимам страна, него сакам да отварам тези и да зборам на нив. Апсолутно. Тоа во Америка и мечу се жалија, мислам ја тука треба. Па не, јас стварно мислам дека не треба да имаме, мислам, као некои екстремни ставови, радикални ставови, онака кај што буквално не постои ништо што може да ти го промени мислењето, освен кога станува збор за некои работи како човекови права и слободи. За тоа компромис нема шанси да направам. Мислам, кога станува збор за такви работи, за повредување на нечиво право да живее, да се движи слободно и слично, таму нема компромис. Ама за се друго, мислам, лудо е ти да немаш доволно критичка мисла за да може да бидеш премислен во одреден момент, као да седнеме да дебатираме, може ти ќе ме премислиш мене, јас ќе те премислам тебе, зависи кој повеќе знае на темата, нели се разбира. Да, апсолутно. Мислам дека и заборавивме дека снимаме саат и пол, преска што зборевме кога почнавме, нели, дали ќе заборавиме дека се камерите тука, нели така почнавме дека да, заборавивме, да. Стварно заборавивме 300 работи, спомнавме буквално милион работи. Дури сега немам ни онака представа што се зборевме, пошто многу брзо ми помина. И искрено си направивме топ муавет и баш ми е кеф што дои општо што имавме можност поише од 2-3 пораки разменија да направиме некој муавет. Многу ми се свиѓа општо начинот на кој ти настапуваш и како се изразуваш и сметам дека треба што повеќе луѓе тоа да го земат и како пример што сакаат да кажат да видат дека има некој како тебе млада девојка, еве сега за жените нека видела, нели, феминакт. Да се изразат, да го кажат тоа што го мислиш, бејќи ти не се срамиш од тоа што го мислиш, што го правиш, имаш мислење. Денес тука разменивме мислења, спомнавме доста теми, многу ми беше кеф што дојде. Ова 53-та епизода. 53-та, вау. Да, па не е ни многу, не е ни малце. Фала ти многу и на тебе што ме викна. Јас ти ги имам гледано и другите подкасти и бев сигурна дека добро ќе се поминеме затоа што поставуваш добри прашања и мене ми кажа да не се дружам со вас, со тебе, со Саши. Јас такви дека сме рекол дека сте опасни. Како има добра дружба. Не, супер ти се прашањата и стварно отвараат многу важни теми и жал ми е што секогаш ќе бидат помалку гледани од Трач и Сер муабети. А може и ќе се смени сепа и ќе си биде и погледан овој, може ќе има некоја здрава околина кај што све ќе биде совршено, замисли. Да. И сега после ваков разговор, малце не знам како да ја прешалтам за ве поканам на 7 октомври во Double 3 Hilton Скопје, ја правиме втората Be Next конференција. Be Next конференцијата е продукт на нашиот подкаст. Првата се случи на 22 февруар, верувам дека добар дел од тие што гледате бевте присутни. Поминавме одлично заедно со Немања Антич. На 7 октомври доаѓа Владимир Ѓукановиќ, огромно име во светот на финансии, 11 години на директорска позиција меѓу останатото во JP Morgan, најголемата светска банка. Покрај Владимир Ѓукановиќ на настанот отвара со панел дискусија позитивен однос према парите, кој ќе биде модериран од Бојана, мој психолог, веројатно повеќето од вас ја знаете како мој психолог. Понатаму ќе имаме предавање од бизнис мрежа Огнен Огненовски на тема кои индустрии во нашата држава се профитабилни или кои индустрии заработуваат, кои одат во пат. Вечерта ќе продолжиме со инвестирање во живо, панел од Prime Class и ќе завршиме со Владимир Ѓукановиќ и неговото предавање на тема тајните на инвестирање. За сите што сакате да се едуцирате на таа тема, таа е многу добра тема. Претпоставувам дека ви интересира и дека ќе ви дојде добро да слушнете нешто добро. Ќе бидат поканети и членови на ИВО, значи ќе може и да размените нешто околу тоа. Со нив ќе има многу интересни луѓе. Веќе 70% од картите се продаени во овој момент, така што морав малце сега чудно од ваков муабет сега на овој муабет, малце чудно ми беше чудно ми беше да се прешалтам, морам да ги поканам нели сите. Ако бе пус добар настане и се тоа. Вас ве покани веќе, така што фала ти уште. Не покани.
претходниот пат ти кажа дека ќе ти дам карти. А, Сега да. после снимање ќе дам карти. добро. Супер. Сега ќе излажам и нема. Фала ти уште еднаш. Фала и на тебе. Фала на вас што сте со нас 95 минути цели, за малце 100 ќе стигнавме. Тоа е тоа за оваа епизода. До следно гледање, пријатно.